Овде може да започне вашата заедничка иднина. Овде може да започне вашиот бизнис или да продолжи вашиот семинар. Овде може да започне вашиот ден. Овде вашите деловни партнери ќе знаат дека ви оди добро. Затоа што овде има гурмански специјалитети, интернационална кујна, ориентални вкусови, удобност, комфор и задоволство. Започнете овде, во хотел Премиер. Во пресрет на летните горештини, карактеристични за Пелагонија, поголемите пожари изминативе неколку години, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион со грант од Јапонската амбасада во Виена обезбеди 140 хидранти кои ќе бидат поставени во повеќе населени места низ 9 општини во регионот. Хидрантската мрежа ќе им помогне на територијалните противпожарни единици во поефикасно справување со пожарите, а проектот за нејзина изградба е прв од овој обем и значење во Пелагонија во последните 30 години. Вредноста на проектот изнесува 63.500 евра и сите средства се обезбедени од Јапонската амбасада во Виена, со кои што средства се набавени 140 хидранти во нивната комплетна опрема, односно, она што останува е во тесна соработка со јавните предпријатија за водовод во сите 9 општини, хидрантите да бидат инсталирани. Впрочем, тоа е и дел од проектот да нефинансиското учество од страна на јавните водоводни предпријатија всушност ни дозволи да набавиме поголем број на хидрантите, односно порационално да искористиме донацијата од Јапонската амбасада. Втората фаза од проектот за изградба на хидрантска мрежа во Пелагонија предвидува набавка на дополнителни 140 хидранти и 50 животоспасувачки комплети за пожарникарите. Центарот за развој на Пелагонија средствата ги обезбеди од програмата за прекугранична соработка со Грција. За прв пат после многу години се овозможува едно многу модерно и високо ниво на опременост на противпожарните единици во Пелагонискиот регион, што ќе им помогне многу во нивната работа, а се разбира кон ова ќе го додадеме и проектот кој што го реализиравме минатата година 2011, а со кој што проект набавивме исто така многу специјализирана и високотехнолошка софистицирана опрема за противпожарната единица од Прилеп. Хидрантската мрежа во Пелагонија ќе биде инсталирана во најкритичните места во кои пожарникарите се соочуваат со недостиг на вода. Скратеното време за полнење на возилата во голема мера ќе ја зголеми оперативност и ефикасноста на противпожарната служба. Критични точки кои што единицата ги имаше во населените места, иако мислам кој се каже дека се под полицајските сила, апсурдно, али тоа се тие места кои што имавме најголема критично за снабдување тие водови, за снабдување со вода. Офатени ќе биде Пелагонискиот район и можности каде што е предвидено спрема планот и програмата во Мариовскиот дел на општина Новаци, во зависност од тоа, заради тоа што техничките капацитети и потенцијали нова хидрантска мрежа ние би били задоволни кога би била 1/3 од нивниот капацитет, заради тоа што се наоѓаме во услови каде што буквално не можеме да најдеме вода. Мислам да дојдеме до вода, а преку овие хидранти не мора да види тој притисок од 5-6 атмосфери колку што предвидуваат нормите за да функционира, доволно 1 до 2, малце подолго време би се снало, али целта ни е тоа што ќе знаеме местото точно каде што можеме да ги наполниме нашите возила. Изградбата на хидрантската мрежа низ Пелагонија започнува веќе утре. Битолски водовод има на располагање 52 хидранти кои треба да бидат ставени во функција најдоцна за 1 месец.